Добар ден, почитувани представници на Седмата сила, почитувани новинари. Добро дојдовте на пресконференцијата на одбојкарскиот клуб Штип УГД. Тема на денешната пресконференција ќе биде учеството на нашиот клуб на Final Four турнирот од Купот на Македонија, кој ќе се одржи од утре до сабота во спортската сала 25 мај во Радовиш. Во полуфиналниот надпревар, кој ќе се одржи утре во 16 часот, нашиот клуб ќе вкрсти со одбојкарскиот клуб Работнички од Скопје, па доколку го поминеме полуфиналето, во финалето ќе не очекува подобриот од дуелот помеѓу екипите на Струмица и Борец. Она што сакам да го напоменам, освен купот, е дека веќе следната недела, поточно на 11 април, стартува и завршниот дел од сезоната, односно плејофот. Во плејофот, во полуфинале, нашиот клуб ќе ги одмери силите со екипата на Универзитетот Тетово. Тоа е она што би сакал како кововед да го напоменам на оваа пресконференција, со тоа што ќе дадеме акцент дека за нас сезоната почнува токму сега деновиве, односно со надпреварите од купот и од плејофот во завршниците од сезоната. Би сакал збор да му дадам на тренерот на екипата Кристијан Ристевски. Целта на оваа пресконференција е токму завршницата на плей, односно на купот на ОФМ. Како што кажа веќе и најави Горан, на жрепката сакаше да ги одмериме силите со минатогодишниот полуфиналист, односно противник против нашата екипа, екипата на Работнички. Екипата на Работнички е составена од доста искусни играчи, репрезентативци, но и интернационалци, исто така репрезентативци на Грузија и на Македонија. До сега 3 пати одигравме со оваа екипа и 3 пати ги освоивме бодовите, но сепак мислам дека за завршниот збор оваа екипа го нема дадено, бидејќи е доста квалитетна и очекуваме барем во купов тој квалитет да го покажат и да го докажат. Јас лично респектирам екипата на Работнички, бидејќи како што најавив дека се составена на вистина од квалитетни играчи. Меѓутоа ние напорно работевме цела сезона, создадовме екипа, тим за високи цели. Така што нашата цел во овој двомеч, во ова полуфинале секако е победа и пласирање во финалето. Следното полуфинале е Струмица со Борец, исто така квалитетна средба, која што ќе биде исто неизвестна, и од тој аспект сметам дека овие полуфинални двојки се навистина атрактивни и ќе биде доста интересно во салата 25 мај во Радовиш, почнувајќи од утре 3 до 5 сабота периодов. Како што кажав, наша цел е финале, да обезбедиме финале. Во финалето нема никој да тактизира, да сме здрави и живи, да се најдеме таму на тоа финале. Видовме лани дека и невозможното е возможно, така што чекор по чекор, поен по поен, се надевам дека оваа година ќе го за прв пат исто во нашата историја ќе го одбраниме и купот. Бих сакал да ја повикам штипската јавност, исто така, доколку е во можност, во што поголем број да дојде да не поддржи и на ова полуфинале, здравје Божи, и финалето, со што би ни се остварила дели целта која е најав. Сутре очекува доста интересен меч против екипата на Работнички, на која што не давам толку искрено голем значај. Ние играме полуфинале, но ги знаеме нашите сили, ги знаеме нивните сили. Мислам дека целата публика која што не пратеше целата сезона немала прилика да види нашата екипа и нејзиниот максимум. Се надевам дека во овие 3 дена нашата екипа ќе представи едно ниво кое што до сега не е видено, барем во оваа сезона. Се надевам на подобра игра од ланското полуфинале секако, и од ланското финале исто зашто да не. Секако дека амбициите се пласман во финале и одбранување на купот без дилема. Се надевам дека ќе прикажеме пред се добра игра, дека ќе покажеме респект на терен и дека ќе бидеме задоволни со крајниот исход, а тоа е одбранување на титулата и по втора година носење на пехарот дома. Се
се надевам на што поголем одзив од публиката, што од домашната, така и од секој некој што сака нас да види како играме, да биде сведок на една историја, да биде сведок на една енергија која што нашата екипа, која пред се млада, ја носи. Ви благодарам. Од аспект, ако направиме споредба со ланската завршица од купот и ова, дали екипите, не само вие како Штипово, генерално и сите, претпоставам дека веќе ги имате анализирано, го имат зголемено квалитет во своите редови? Па јас би рекол да, не е тоа некој големо отскокнување на квалитет, меѓутоа е малку поголем квалитетот на сите генерално 4 екипи кои се наоѓаат во завршницата. Така што од тој аспект и кажав дека ќе биде доста интересна завршницата, доста интересен турнир и ќе има доста неизвестни надпревари. Работнички, како што кажав, се појача доста квалитетно, исто така Борец се појача со интернационалци од Турција. Струмица, можам да кажам дека секоја година веќе се појачува со интернационалци, има доста добра база на своји играчи и репрезентативци, така што несомнено ќе биде еден од поинтересните завршни турнири на Купот на ОФМ ова 2025. Очекувате ли да има подобра атмосфера со оглед на фактот дека денес салата Варда беше навистина голема, кај што ќе може да приме голем број на публика и претпоставам дека се сложи дека всушност такви сали треба да е домакини на вакви завршници од Куп? Се согласувам дека треба да бидат вакви сали, домакини на завршница на еден ваков настан, ваков вид на настан. Салата во Радовиш е прекрасна, значи нема коментар за тоа. Меѓутоа во делот за публиката сметам дека нема да има толкова голема посетеност, барем првите два надпревари. Првиот факт е со тоа што нели се во работни денови, а вториот бидејќи не е одбојкарски град. Претпоставам дека локалното население ќе биде заинтересирано за посета, меѓутоа дека ќе има истата атмосфера како што би ја имало во Струмица, во Штип, во Велес и во Скопје. Не сум сигурен, но оставам да не изненади. И сега уште едно прашање до вас, каква атмосферата во самите играчи со оглед на фактот дека денес ќе го имате тој тренинг во Радовиш, да осетите самата атмосфера во салата и веќе утре да излезете на терен против Работнички? Атмосферата е на многу високо ниво, искрено секој од нас е расположен, секој од нас знае што следи. За новите играчи свесни се дека ние имаме доста голем терет, да кажам во овој смисла, затоа што браниме титула. Ние екипата кои што сме биле присутни лани, кои што ја освоивме, така да свесни дека треба да се докаже нешто, треба да се покаже. Се чувствува доста голема одговорност, но не прави никаков притисок, не се чувствува никаков притисок во нашата екипа. Свесни сме за нашите квалитети, како што кажав. Со лесна игра, со едноставна игра, мислам дека ќе дојдеме до посокувањето, тоа е максимален резултат од 3:0. Благодарам. Дали ќе има организиран превоз на највачи? За сабота правиме напори да има организиран превоз. Така и најавивме на официјалните лица дека можно е да има организиран превоз за во сабота. Ами работите и силен тим. Зашто не организирате и утре? Бидејќи работен ден и сметавме дека и да организираме, дека Да се знае. нема да има голем одзив. Да, околу превозот ќе објавиме на нашите медиумски гласила каде и кога точно ќе може да се организираат најавачите. Уште едно прашање, само кратко, ако евентуално ете се повторите онлайн да се освои купот, се отворат вратите за Европа, ќе играли Штипово да Европа? Па оваа година покрај одбраната на титулата и така речено атак на двојна круна, освојување на шампионатот, една од целите е и нашиот клуб да се појави на европска цена. Така што нели прво треба да го завршиме овој дел, па после да го планираме тој дел. Амбициите се едно, меѓутоа треба да ги завршиме работите прво тука. Потоа ќе правиме реконструкција, финансиска, играчка и така натаму. Сала, можете ли да играте во Европа со сегашните услови во Штип? Секако дека не. Салата Јордан Мијалков не ги исполнува условите, меѓутоа има најава дека Радовиш ги исполнува. Нека побрзо, нека направат. Од локалната самоуправа има најава дека можеби до крајот на летото ќе биде спремна и новата спортска сала во местност Судлак, односно салата Джексон. Каде? Джексон. Джексон. Ако може ли да ги исполни условите? Верувам дека висината е голема направена сега, посебно за одбора. Па да, по она што е планирано,
и оно што го знаеме од информации на локалната самоуправа градоначалникот е дека ќе ги исполнува минималните услови за секаков вид на европски настан, значи и во одбојка, и во кошарка, и во ракови. Предпоставам дека екипата е спремна и дека немате повредени играчи за... Моментално екипата е спремна, нема ни еден повреден играч. Тоа е денес останува да го работиме првиот тренинг, да се запознаеме со салата, со подлогата и утре останува уште да победиме. Срекно. Фала. Од колку е тренинг? Добре. 15. Од 15 часот. Ајде.